Со свеќа во рака и желба за здравје, мир и среќа, православните верници денес го празнуваат празникот посветен на воздвижението на чесниот крст, или во народот познат како Крстовден. Овој празник спаѓа во есенскиот циклус на празници и е еден од 12-те важни во христијанството. Дојдовме за да си зедеме душевен мир, истакнаа верниците за МНЕТ телевизија и додаваа дека овој празник има посебно значење за нас христијаните и истиот е пропратен со целодневен строг пост. Сега ќе запалиме и слушаме литургијата и сега и панагиичка ќе си дигнеме. Денеска е многу убав ден, нека ни дава Крстовден, се Господ Бог здравје, среќа и мир на цел свет. Да, литургијата е миров вдахување за да земеш литургија и да ја слушаш, а и причесна да земеш, тоа е многу убаво. Исто и на вас. Посакуваме мир, љубов, среќа, разбирање, да се поштуваат сите луѓе меѓу светот, без разлика на вера, на нација, на се, да има еден мир. Секој секого да почитува. Тоа е најбитно. Што мислите, празниците дали на еден начин ги отргат луѓето од проблемите? Па за тај ден, да, мислам дека да, посветеш се на духовното. Тај ден осеќаш се како препороден, ама штета што само тоа кратко ни трае. Па има сега, почесто има и млади. Има и дечиња донесуваат, така да тоа е добро. Треба младите да се посветат и на духовниот живот. Запалиме свекичка за здравје, за среќа, за берекет. Од која важност е Крстовден, светиот крст за нас христијани? Од голема важност. За Исус е на крсто распнат. Крсто е олицетворение, заштитен знак. А дали празниците на еден начин не отргат од проблемите, на еден начин да се посветиме на нешто што не се купува со пари? Да, и тоа многу. И треба да ги почитуваме и да ги почесто да ја посетуваме црква. Ресно, материјализмот е превише завладеан меѓу луѓето и да бидеме што подобри. Амин. А што мислите денеска, што ќе имате на трапеза? Посно ли? Само посно. Да. Посте ли се денеска за крст? Да, строг пост. Инаку, овој ден се празнува во чест на наоѓањето на крстот врз кој бил распнат Исус Христос, наречен чесен крст. Поради неговата чудотворна моќ, крстот е наречен и животворен крст. Се верува дека по крштот на овој ден се прочистуваат душите. Во народот е спознато и берењето на посилокот, кој според верувањето од денеска е просветен и може да се користи во домовите и црквите.